Изразувам искрена благодарност од име на граѓаните и на владата на Република Македонија, до вас, почитувана Тереза, и до граѓаните на Велика Британија, за искрената, долгогодишната, принципиелната, пријателската и мотивирачката поддршка, што Велика Британија ја дава на Република Македонија веќе 25 години од воспоставувањето на дипломатските односи. Голема чест и задоволство ми е што сум ваш домаќин денеска. Денешната ваша посета, прва после долго време и од ваков карактер на британски премиер во Македонија, е круна на долгогодишното партнерство и пријателство. Сакам да порачам како премиер и во името на владата на Република Македонија. Ке продолжиме да даваме причини низ демократските, реформските процеси, низ добрососедството и меѓународната соработка за клучни прашања, како што е обезбедувањето на регионалниот и светски мир, да ги одржиме и да ги унапредуваме билатералните односи со Велика Британија и да го добиеме заслуженото место како држава во семејството на демократиите, Европската Унија и НАТО. Премиер Кемеј, денеска уште еднаш ја пренесовте пораката на поддршка на нашите стратешки цели, членството во НАТО и во Европската Унија, и за тоа изразувам голема почит. Евроатлантските интеграции на Македонија се важни за нас, но и за регионот. За граѓаните и за Македонија значат економија и перспективи, но за регионот, за Европската Унија и за светот значат стабилност и безбедност. Значат спречување други фактори да застанат на патот на ваквата заедничка иднина, што е интерес на сите. Со вашето присуство овде, почитувана премиерке, потврдивте дека Велика Британија останува заинтересирана и ангажирана во напредокот на регионот. Јас сум убеден дека самитот ЕУ Западен Балкан, како што ќе се одржи во јули во Лондон, ќе биде уште една верификација на позитивните инструменти на регионалната соработка на Западен Балкан во економијата, транспортот, безбедноста и интеграциите. Сакам да посочам дека успеавме Македонија од заробена држава да ја поставиме во функционална демократија, преку определбата да ја градиме во едно општество за сите, со еднакви шанси за сите, со добри меѓуетнички односи и инклузивност со сите политички чинители во државата и со граѓанскиот сектор. Овој исчекор и реализацијата на реформскиот план 369 се вреднувани од Европската Унија со чиста, неусловена препорака. Ке го спроведеме и новиот план 18, што се фокусира до 2018 година на зајакнување на владење на правото и борба против организираниот криминал и корупцијата. Исто така, во мигрантската криза во 2015 година се поставивме како доверлив партнер на Европската Унија. Преку учество во заедничките мисии се покажавме како лојален и сигурен партнер на НАТО. Неодамна, во случајот со Скрипал, покажавме дека знаеме да бидеме со нашите партнери и пријатели во најтешките моменти. И сето ова, Република Македонија низ дела им порачува на граѓаните, соседите, регионот, Европската Унија, НАТО и светот. Овозможете ни евроатлантската иднина ја заслужуваме. Благодарам почитувана премиерке Тереза Меј за честа за вашето доаѓање во Македонија во клучен момент за нашата држава и нашите граѓани, кога се поставува темелната одредница кон Европската Унија и НАТО. Добро, никој пат не сме гледале така, имаме и причина да не гледаме. Прашањето е повеќе од 25 години нерешено. Ако, не дај Боже, не се реши, нема да значи никаква дестабилизација. Едно е сигурно, пријателството ќе расте помеѓу Македонија и Грција, и од тоа бегање нема. Довербата е изградена, граѓаните не упатуваат на тоа, тие соработуваат, институциите соработуваат и тоа ќе биде така. Но јас искрено верувам дека можеме да најдеме решение. Опцијата која што секако би можела да биде прифатлива од двете страни е комплетно решение. Значи не се работи само за парцијални делови, но секако продолжуваат сега консултациите внатре во двете земји, за да видиме дали навистина би можело тоа решение да биде прифатливо за двете страни.